Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес имаме една тема која се вика вистинска привилегија да се биде Божјо дете. Во Евангелието според Јован, 1 глава, 12 и 13 стих вели вака: А на сите кои го примија, се мисли на сите кои го примија Исус Христос, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Дали денеска се чувствувате уморни или очајни или фрустрирани од нешто или некого? Дали сте исполнети со страф и вознемиреност кои преовладуваат во вас и мислите дека немате веќе излез? Тогаш добро е да се знае што значат зборовите Божјо дете, чедо. Кои се привилегиите што сме ги добиле како дар од Бог, затоа ќе наведеме неколку од нив. Тука вели, им даде власт да станат Божји деца. Бог ни дава сигурност. Тоа значи дека не треба да се плашиме, туку да уживаме во нашата семејна врска со Бог. Работникот му се покорува на својот шеф од страф или обврска, плашејќи се да не ја изгуби работата. Тоа е секаде така. А кај Божите деца врската е синовска и нема страф. Зашто Библијата вели: оние кои се управуваат според Божјиот дух, тие се Божји синови. Зашто вие не го примивте духот на робството, да бидете повторно во страф, туку вие го примивте духот на посинувањето преку кој викаме Ава, татко. И така самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божји деца. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава од 15 до 17 стих. Бог ни дава авторитет. Тоа што го прочитав овде, во Евангелието според Јован 1 глава, 12 стих, Бог ни даде власт. Во некои други преводи вели Бог ни даде право или можност. Но, ние тука гледаме дека сме наречени синови, а не слуги или робови. Службениците и робовите немаат власт и авторитет. Божите деца имаат власт над гревот и над ѓаволот. Тие живеат во овој свет со знаење дека нивниот татко е семоќен Бог. Ова треба да ги исполнува со доверба и со смиреност. Божите деца треба со достоинство да го истакнат името на нивниот татко. Кога имаме власт и кога имаме сигурност, ние имаме и близина со Бог. Преку него ние викаме Ава, татко. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава. Во тој случај зборот Ава на арамејски значи татко, што значи синовска врска. Децата користат различни форми на пренамена кога го повикуваат својот татко. Тие го нарекуваат тато, тате, татенце, изразувајќи ги своите чувства на љубов, на близина, на благодарност и така натаму. На истиот начин, почитувани пријатели, со истите зборови и христијаните можат да се свртат кон Создателот на Вселената, кој што го контролира секој атом во неа. А тоа јасно ни предочува дека е огромна привилегија да се биде Божјо дете. Доктор Мартин Лојд Џонс за овој стих во Римјаните вели вака: апостолот го користи овој збор Ава за да ја изрази својата силна емоција кон таткото. Тоа е спонтана радост на дете кој ужива да го види својот татко кој му влева самодоверба и сигурност. Потоа, ние имаме привилегија тоа што имаме доверба во нашиот татко. Библијата вели: така самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божји деца. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава 16 стих. Кога го повикуваме Бог со нашиот дух како наш татко, Божјиот или Светиот дух ни дава доверба дека сме дел од Божјото семејство. Многу се коментира за природата на оваа сведоштво.
но се чини дека станува збор за внатрешно убедување на срцата дека навистина му припаѓаме на Бог и сме Негова и сега Негова творба, Негови синови, сега и за секогаш. Тој не сака и имаме доказ дека сме Христови. Ова е видливо преку нашите променети животи. Ние ги имаме Неговите ветувања и го чувствуваме Неговото присуство. Ова чувство не мора секојаш да биде толку изразено во нашите животи, но преку Светиот Дух чувствуваме сигурност во нашите срца дека Бог е со нас, не слуша кога го повикуваме во молитва. Потоа, како Божи деца привилегирани, ние имаме и наследство. Ако сме деца, тогаш сме и наследници, вели Павле. Тоа значи дека не чека славна иднина по смртта. Во античкото време првородениот син имал предност во поглед на наследството на неговиот татко. Зачудувачки е што Павле, така би рекол зачудувачки, ги нарекол Божите деца наследници, што значи дека уживаат посебна привилегија. Ова е големо чудо, затоа што првородениот син го наследува тоа што е татково. Павле имал предвид дека она што нас не чека во иднина, по смртта, е славно и непроценливо. Имаме небо, имаме Божјо царство, имаме татко, имаме се. Бидејќи тоа што е татково, му припаѓа и на синот. Како синови, Бог нас не дисциплинира, за да бидеме учесници во Неговата светост. Така учи Библијата. И затоа вели, ако сме деца, ние сме наследници. Божи наследници и сонаследници со Христос, така што ако страдаме со Него, да се прославиме и заедно со Него. Тоа е запишено во Римјаните, 8 глава, 70 стих. Родителите секојаш ги поучуваат и дисциплинираат своите деца. Зошто? За да бидат послушни, добри. Понекогаш ова вклучува казна придружена со болка, така што децата на тој начин ќе бидат заштитени од повеќе болка во иднина, зашто животот е немилосрден ако некој е непослушно дете. Писателот на писмото до евреите, јас мислам дека тоа е Павле, вели дека Бог не казнува за наше добро. Тоа е запишено во Евреите 12 глава. Бог никогаш не дисциплинира со цел да ја покаже неговата супериорност. Тој го прави тоа за наше добро и од љубов кон нас, за да не заштити од пострашни последици во нашите животи кои што ние не можеме да ги предвидиме. Ако страдаме со Него, вели Павле, со Него и да се прославиме. Тој беше отврлен и презрен. Исто и неговите деца ќе страдаат кога ќе се обидат да живеат за правдата. Но ваквите страдања произведуваат плод да бидеме слични на Синот. Колку повеќе учествуваме во страдањата на Христос, толку повеќе сме споредени со Него, по карактер, однесување и став. Целта е да бидеме слични на Него, да учествуваме во светоста Негова, да бидеме Божи вистински деца. Да се биде Божјо дете е навистина голема привилегија. Ти, дали си Божјо дете, согласно она што е запишано тука, во Библијата. А на сите кои го примија, се мисли на Исус Христос кој го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Дали си наново роден? Библијата вели, кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А во разговорот на Исус со Никодим, таму Исус јасно вели, ако некој не се роди одново или од озгора, нема да влезе во Божјото царство. Никодим беше збунет, како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Тој не го постави тоа како можност, туку во смисла негаторски. Тоа е неможно. Но бараше објаснување од Исус. И Исус му рече, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Божјото царство. Светиот Дух ја игра таа посредничка улога.
Ako go povikaš Isus Hristos vo molitva, Bog će ti go prati Svetio Duh vo tvoj život i ti će staneš novo sozdanije. No, pokaj se za tvojite grevovi. Zašto niko ne može da go vidi Božjo to carstvo so grevovi, bez nanovo rađanje. Neka mu je slava na naši od Spasitel, Isus Hristos, od svega i vo svite vekovi. Amen.